Денешниот панел во рамките на Фестивалот на слободата го нарековме, односно е на темата попис. Го нарековме пописот помеѓу статистиките и политиката. Првиот современ попис на територијата на Република Македонија е спроведен во 1921 година. По Втората светска војна се спроведени во нашата земја се спроведени вкупно 8 пописи. Во 1948, 1953, 61, 71, 81, 91, 94 и 2002 година. Последниот попис во земјава беше спроведен во 2002 година, додека обидот за попис во 2011 беше неславно прекинат заради политизација на процесот. Новата влада најави и планира нов попис, значи попис по речиси 12 години, некаде во април 2021 година. Подготовката за пописот почна многу одамна. Значи, попис не се подготвува за месец или два или година на дена, се подготвува подолг временски период, односно по правило започнуваат подготовките која ќе завршат активностите со конкретниот попис. Значи веднаш следниот ден започнуваат подготовките за новиот попис, се разбира врз основа на сознанијата, искуствата, но и сознанијата за потребите на јавноста за информации, така да веќе долго време се подготвуваме. Меѓутоа, оно што е кошница во моментот, тоа е носењето на законот, кој што го споменавте. Вчера почна расправата во парламентот, односно беше првата сесија на која во суштина се одлучи да се носи законот за попис. Уште во наредниот период очекуваме оние детали околу евентуални амандмани на тој закон, нивното прифаќање и одбивање слично да се заврши овој процес и се надевам дека субјектите во парламентот дека ќе го изгласаат овој закон едногласно, односно дека нема да има никакви спротестувања на содржината на законот, бидејќи повторам уште еднаш, ова е операција која што треба да му донесе бенефит на секој граѓанин во државата и нема апсолутно никакви допирни точки со некакви политички цели, аспирации и слично. Ние финишираме со делот на подготовките кои што се врзани со овој технички аспект. Значи, на сам апликативното решение, бидејќи овој попис ќе биде малку специфичен, за разлика од претходните пописи, нема да се одвива на овој традиционален начин како што за сега се спроведуваа пописите во нашата држава, туку ќе користиме така наречен комбиниран метод. Овој метод не е ништо ново, нешто што е веќе користено во практиката светска, подразбира истовремено и попишување на терен, но и користење на податоци кои што се наоѓаат во одредени државни бази на податоци. Значи, говориме за строго државни бази на податоци. Зошто? Заради тоа што тоа се документирани податоци кои што се прибирани врз основа на законски основи и така натака и се точни. Тоа што е најважниот елемент. Користејќи ги сите можности во државата во однос на едно тежиштето на прашањето е, јас употребувам една дефиниција дека препораки за попис се добиваат 5 години преспоредени на попис. Од една страна, од друга страна, тоа значи дека сите земји треба да се подготвуваат и да бидат подготвени. Имајќи ги предвид условите и можностите во кои што се наоѓаме во ова време, иако активностите секако во заводот се започнати пред неколку години, со донесување на самите препораки, не зафати една ситуација светска со коронавирусот, со COVID-19, кој што секако ги успорува активностите кои што се внатре. Но, сепак, институциите во системот функционираат меѓу себе, а тоа се во одредени координации и консултации на теконото работење кој што ги имаме, а и наведени во самиот закон кој што вчера беше во една собраниска комисија, па се чека и втори и трет дел, односно усвојување на самиот закон, каде што ќе бидат реализирани сите оние активности кои што ги имаме предвидено, односно кои што ги има заводот предвидено и кои што е нова, да речам, појава кој што се трудиме како завод, како држава да бидеме меѓу земјите кои што навистина спроведуваат еден современ попис. Во јавниот, општествениот и политичкиот живот ние веќе подолго време, би рекол повеќе и од една деценија,
имаме една жестока деструктивна политика, водење на политики кои го контаминираат јавниот и политичкиот дискурс во таа насока што едноставно не може ни едно прашање да помине, а да не се ispolitizira. Пописот е многу стратешки важна точка во креирањето на атмосферата во земјата, во општеството, во јавноста, од националистичките или би рекол ултранационалистичките и воедно и антизападните структури во политиката. Пописот може многу лесно да се претвори во оружје, во онаа битка во која се дискредитира политичкиот противник кој има прогресивна проевропска или проевроатлантска концепција, односно однесување во политиката. И имаме одлична алатка во рацете на тие структури кои би сакале преку пописот да прикажат една поинаква ситуација или пак ситуацијата која е на теренот врз основа на прибрана, нели, формирана слика, врз основа на експертски, на стручни, на тотално неполитички процеси и постапки, да ја прикажат како алатка во која и распоред на сили, под наводници сили, во земјата кои им одговараат на нивните националистички концепти. Тоа е една од главните поенти на голем дел од политичарите кои и припаѓаат на онаа десничарска националистичка групација во земјата. Таа нема само една етничка позадина, зборувам за двете најголеми заедници и дел од нивните, само еден дел од нивните политички представници. И тука имаме една ситуација во која национализмот, односно меѓуетничките односи, стануваат главна тема буквално во сите области. Дури и во една статистичка операција каква што е пописот, или како што директорот Цимовски во подготовките за разговорот за оваа средба кажа дека таа има врска со политиката, меѓутоа со развојната политика на една земја. Има врска со една сосема поинаква сфера на действување и функционирање во општеството, меѓутоа политичката фела пописот го зема во рацете како аргумент да покаже или да докаже, по наводници пак докаже, дека онаа другата страна е всушност попустливата. Пред се работи за процентот на етничките заедници во земјата. Често пати политичарите, сакајќи да кажат дека пописот иде, не сакаме ние, мора да биде политичка тема, бидејќи во Уставот имаме одредени права кои што се стекнуваат врз основа на некаква си процентуална застапеност. Или не знаеме да го читаме Уставот, или не сакаме да го читаме Уставот. Во Уставот пишува граѓани кои што говорат јазик различен од македонскиот да се повеќе од 20%. Никаде не е спомната етничката припадност. Ама нема едно делче, не сум јас експерт за Устав, меѓутоа го читав барем на 16 пати да проверам дали има некаде. Никаде не е спомната етничката припадност. Значи и овој дел нема врска со белегот етничка припадност. Дури и во препораките на Обединетите нации, и тука се мешаат бабите и жабите во јавноста, нема Евростат своји препораки. Значи не постојат препораки на Евростат. Постојат препораки на Обединетите нации, Економската комисија за Европа. Тоа е делот на кој што ние припаѓаме како земја, носи препораки кои што ги прифаќа и Евростат. Значи сите и Евростат учествува во нивното носење, како и секоја земја поединечно и ние. И како земја, како завод, учествуваме во подготовката и носењето на тие препораки. И на крај, кога ќе се донесат, важат за сите земји во светот, подеднакво. Крај, тука завршуваат. Правилата на Европската унија се многу едноставни. Вели, пописите треба да се спроведат во годините што завршуваат со еден, тоа е главното правило на Европската унија, и има уште две регулативи, ова е едната регулатива, две, со кои што се во едната регулатива објаснува аутпутот, значи што треба да биде како излезен податок од пописот, во која форма, какви табели содржина,
И второто, кои методи на спроведување на попис се на располагање. А постојат 4 метода во светот. Значи, други повеќе од тоа нема ни едно светско искуство, друг метод нема. Тие се 4, сега комбинацијата на користење на технологијата, тоа е последна приказка. Има тој традиционален метод, на класично попишување, овој комбиниран ние што го правиме. Има метод на користење исклучиво податоци од регистри, тоа е совршенство, дај Боже да стигнеме. Оваа година 11 земји во Европската унија ќе го проведуваат на ваков начин пописот. И има единствен метод, само Франција го применува, некак така наречен тркалачки попис, rolling census. Не знам како да го преведам дури коректно, кај што низа на овако анкети се прават во текот на 10 години, па се заедно се сублимира како пописен податок. Меѓутоа, ова е само уникатно француско искуство, ние на друга земја во светот не го применува, бидејќи смета дека не може, не користи. Не се, тоа е тоа. Значи, не постојат европски стандарди, постојат светски стандарди кои што ги прифаќа Европа. И тука, не знам, опозицијата цело време вели пописот, законот не бил согласно европски стандарди, кажете ми кои се тие стандарди. Еве, не беше лани, требаше да биде пописот до 2020, меѓутоа, тоа што е надвор од регулативата на ЕУ, ма ние добивме дозвола од Евростат, бидејќи немавме во 2011, ние требаше да направиме во 2012 попис, а не во 2020, значи доследне за половина, па секоја година плюс доследње е уште поголемо доследње. 18 години немаме податок од попис. Ние дури и статистички истражувања, јавно го кажам, не кријам, што ги спроведуваме сега, тие анкети се базираат на примерот кој што се вади од попис. Значи, нашата база за примерот, колку год да сме ја апдейтирале на некој начин, е стара, прастара, историска. И доаѓаме во ситуација, домакинства што ги бараме не живеат таму, се иселиле пред 10 години. Значи, квалитетот на сегашните податоци не зависи од тоа што немаме попис. Јас сум среќен што сепак имаме добар квалитет на податоци. Во однос на етничко пребројување, дали ќе има или ќе нема, тоа е веќе расчистено. Јас бев еден од првите кои што веднаш реков после изјавата дека поранешна Југославија и селјашна Македонија во овие услови и Северна е една од демократските либералните земји во Европа, Балканот или во светот. Да стек на пребројување по етничка припадност. Кај нас е дадена голема слобода, јас го користам од минатото и денешниот устав и уставот на СФР член 170. Слободно изјаснување на граѓаните. Линија, повелете, изјаснете се како ќе кажете. И тоа го следиме од 48 година во сите пописи навака за да може да биде присутно. И сега истото ќе го има. Прашањето е секогаш и денеска на емисиите и предходно. Асистирам и потенцирам на медиумите да апликативно дадат голема информираност кон граѓаните кои се не се доволно информирани дека тоа е присутно. И тоа ќе го има. За жал, од други земји наброени се 2-3 националности, да не споредувам неки од земји од Балканот, кои што викаат дали си тоа или тоа. Кај нас е линија, црта на кој што слободно ќе се изјасни. И тоа е дефинитивно прифатено и ќе го има како тако во закони, во методологии, во обраци и се. И граѓаните ќе може слободно да се изјаснат. Пописот не може да се поврзе со избирачкиот список. Крај. Точка. Закон попис, закон избирачки. Пописот е исклучиво за статистички цели. Ниту еден податок од пописот, ниту било кое статистичко истражување нема да отиде во ниједна државна институција, личен податок говориме, уште најмалку во Државната изборна комисија, да се чисти избирачкиот список. Точка. Не се поврзани меѓу себе, нула, значи комплетна, немаат никаква корелација. И таа глупа што во јавноста со години некој, ама за жал ја повторува како папагал дека пописот ќе го ичисти избирачкиот список. Не може ништо да направи пописот. Избирачкиот список е согласно еден закон, таму влегуваат државјаните со право на глас и толку. Јас сум сепак оптимист наспроти, би рекол, не толку светлите перспективи што ги кажав кога зборував за политизирањето на пописот и на низа други теми во општеството. Јас сум сепак оптимист, бидејќи, знаете, колку и да се обиде одредена структура да внесе недоверба во институциите, во случајот во Заводот за статистика кој ќе го спроведува пописот, на крајот одвај ќе чекаат сите да слушнат што е и на крајот на краиштата нема да биде прва и основна задача да се види кој што е во државата. Тоа е нормално, ќе го прават пиар кујните, туку
и таму и на сите страни во сите заедници имате бизнисмени и ќе знаат колку им треба да производи во квантитет да увезат за да можат да го продадат во државата, а колку не. И ни за други работи, бидејќи во крајна линија ќе падне во вода национализмот кој се обидува од една ваква операција да направи да стекне политички профит, бидејќи профитите се прават на сосема друг начин и користат за нешто сосема друго.